and Turkey, on ending violence against women in the Western, ending violence against women from the Western Balkans and Turkey. Почитувани учесници на форумот, промовирање на имплементацијата на Истанбулската конвенција во земјите на Западен Балкан и во Турција, интегрирани политики и инклузивни партнерства. Ми представува чест да бидам дел од овој голем и значаен настан. Нагласувам дека ми е чест зашто имам привилегијата да бидам заедно со бранителките и бранителите на човековите права од регионот и од светот. Истанбулската конвенција може да биде инспирација и за нејзиното значење, може да се зборува многу. Јас ќе се задржам само на неколку точки. Како прво, конвенцијата е платформа за креирање законски и обврзувачки стандарди за целиот регион, како сеопфатна рамка за ефективни политики за борба против насилството врз жените. Би сакал да истакнам само 3 области офатени со конвенцијата. Во борбата против насилството врз жените и девојките неопходен е сеопфатен и структуриран пристап на повеќе нивоа. Стратегијата за борба против насилството врз жените и девојките треба да биде фокусирана на превенција, а не само на залечување на последиците. И во пронаоѓањето на најдобри решенија мора да бидат максимално и суштински вклучени и мажите како клучна алка врз насилството врз жените. Овие насоки, што произлегуваат од Истанбулската конвенција за возврат, ќе помогнат во промената на менталитетот како неопходна фаза за ефикасна и трајна борба против насилството врз жените. Она што е најнеопходно да се разбере и да се прифати е дека Истанбулската конвенција не е панацеа. Таа не е лек сега и тука и не е сама по себе решение кое ќе направи насилството врз жените и девојките да исчезне преку ноќ. Конвенцијата е само алатка која ќе не подготви и која ќе не држи алертирани. Оваа прашање никогаш да не го занемариме. Ќе ни помогне да ја гледаме постојано големата слика пред нас, составена од многу парчиња на мозаикот во кој се кријат сите феномени на насилството врз жените и девојките. Фактите и истражувањата го потврдуваат тоа. Извештајот на Светската здравствена организација покажува дека насилството врз жените е број 1 причина за смрт и инвалидитет кај жените. Насилство кое влијае на над 1 милиарда жени и девојчиња. Истото истражување потврдува дека секоја трета жена во својот животен век искусила физичко или сексуално насилство. Најголем број од тие насилства биле предизвикани од интимните партнери или од сопрузите на жените. Глобално, 38% од убиствата на жени биле извршени од нивните партнери. Во оваа прилика ќе се повикам и на последното големо истражување на Агенцијата за фундаменталните права на Европската Унија. Истражувањето фатило 42.000 жени. Само во периодот додека траело ова последно големо истражување кое беше објавено во 2014 година, за само 12 месеци, дури 13 милиони жени во Европската Унија биле жртви на физичко насилство. Во истиот тој период, околу 1,5 милион жени во Европската Унија биле жртви на сексуално насилство. Тоа е приближно еднакво колку жителите на Скопје и Загреб заедно. Овие бројки се шокантни. Овие бројки покажуваат колку долг пат имаме сите пред нас и колку е неопходно ратификацијата на Истанбулската конвенција да се преточи во спроведување на мерките што произлегуваат од нејзините препораки. Еден од најновите и најподмолни места на кои се манифестира насилството врз жените и девојките е интернет опкружувањето, односно социјалните мрежи. Секоја пета жена или девојка доживеала сајбер насилство уште на 15 годишна возраст, предупредува истражувањето на Агенцијата за фундаментални права на Европската Унија. Скриените или новите форми на насилство укажуваат и на една друга последица која најавува сериозни импликации. Повеќе од половина од жените кои биле жртви или кои се исплашени од можното насилство врз нив, избегнуваат одредени места, ситуации, процеси, кариерни избори, од страв дека ќе бидат жртви на закани, на заплашување, на насилство или
сексуално нападнати. Последица на овие феномени е насилното оневозможување на потенцијалите на секоја жена одделно, кршење на човековите права, но и лишување на општеството од ресурсите за развој и придонес за заедницата како последица од насилството врз жените и девојките. Но, ако тоа не го гледаат и не го сваќаат насилниците, тогаш тоа мора да го препознае и да го реши општествената заедница. Почитувани учесници на форумот, Истанбулската конвенција не овозможува да преземеме чекори за сите овие прашања. Но, како што веќе реков, конвенцијата е само поидовна точка. Рамката која мора да биде пополнета со креативни решенија ориентирани кон акција е наша обврска. Убеден сум дека овој регионален форум ќе ги адресира суштинските прашања, а од реномето на учесниците на форумот може да се заклучи дека ќе бидат понудени соодветни одговори и насоки. Исто така сум убеден и дека учесниците од Република Македонија ќе го дадат својот најдобар придонес во работата на овој форум. Во таа насока ќе биде и настапот на нашата министерка за труд и социјална политика, која ќе ги презентира клучните поенти од националниот акцијски план за спроведување на Конвенцијата за спречување и борба против насилството врз жените и семејното насилство во Република Македонија 2018-2023. Мојата политичка и лична амбиција е да го дадам својот активен придонес за поддршка на имплементацијата на најдобрите практики во борбата против родовата нееднаквост и дискриминацијата врз жените, кои лежат во коренот на насилството врз жените и девојките. Мојот личен стремеж е нула толеранција и тоа го очекувам од секој мој соработник или од целиот систем на институции кои што под вертикала е под мене. Како клучна ја сметам и соработката со граѓанското општество и поддршката на силните женски организации за подобри закони и политики во врска со родовото насилство. Исто толку силен ентузијазам и енергија треба да му посветиме и на машкиот свет. Треба да разговараме за нивната улога во општеството и особено во делот на нивното учество во насилството врз жените. Во потрагата по најдобри решенија, дебатата од никој не смее да биде табуизирана. Но, поидовната црвена линија за овие прашања е консензуалното прифаќање дека вознемирувањето или насилството во било која форма врз жените и девојките не е привлечно, не е машко, ниту машкост и не е прифатливо. Почитувани учесници на форумот, ви посакувам успешна работа на овој дводневен форум. Се надевам дека многу брзо ќе организираме нов форум на кој ќе констатираме дека сме го запреле трендот на насилство против жените, дека сајбер вознемирувањето е елиминирано и дека е намален бројот на мажите кои во својот идентитет го вклучуваат и насилството врз жените и девојките. Ви благодарам за вашето внимание.